Со принесување курбан, делење храна на сиромашните и традиционално бакнување рака на постарите, верниците од муслиманска вероисповед денеска го одбележуваат Курбан Бајрам, еден од најголемите празници во исламската вера. По утринската бајрамска молитва во Штипската џамија, семејствата се собраа во своите домови за подготовката на празничната трпеза со роднините, соседите и оние на кои што помошта им е најпотребна. Празничната атмосфера особено ја разубавуваат дечињата кои одат од куќа в куќа, честитајќи го празникот, а домаќините ги даруваат со бомбончиња, сладки и пари. На сите мои муслимани што постојат во цел свет, нека е среќен Курбан Бајрам и Господ здраве нека даде на нашите деца, на сите и на православните исто. Пожелувам тоа духовниот ден сега, празникот. Со месецот сега, ете ова како што видите тука, ние го направиме на парчиња и тоа ние ќе го делеме и народот тие што ќе зимат што немат, тие ќе си направат по еден ручок или вечера или како ќе биде. И тоа ќе биде, значи, 3 дена е тоа, секој дава, значи, ете ние една страна, па горе имаме уште што раздават исто, секој по едно парченце, добива се на 3 дена, например да си прават по едно јадење, по вечера ли ќе биде, ручок ли ќе биде, важно се прави. Јас сум од Странство, ја од Странство живеам, ама јас секоја година си доаѓам за Курбан Бајрам тука и колку се таксаме, толку колеме. Покрај роднините и пријателите, муслиманите и годинава ги пречекаа и своите соседи и пријатели христијани. Заедно го слават празникот, исто како што за Великден муслиманите одат кај христијанските семејства и го споделуваат празнувањето. Јас сум кај другар ми, сети пријатели, алалдие, човеците колат, празник, Курбан Бајрам. Секоја година е тоа. Здравие, среќа во животот, тоа е навечно. Оџа Ердован Шабановски од Штипската џамија на верниците им посака пред се здравие, среќа, мир и љубов, истакнувајќи дека токму тие вредности се неопходни за да човекот живее во хармонија. Во самиот Куран Аллах Джелешануху ни заповедува инна а'тајнака ал-каутар фасалли ли раббика ванхар, и во овој цитат кој што го цитирав ни кажува: клањај во името на твојот Господар и коли курбан. А во еден друг цитат каде што Аллах Джелешануху ни вели, нели овде ние го колеме оваа животно за неговото месо, но Аллах Джелешануху вели ниту месото, ниту крвта од оваа животно нема да стигне до Бога, туку ќе стигне само вашата богобојазливост, а тоа е колку се плашете од Аллах Джелешануху. Нека овој празник не донесе мир, берикет, љубов спрема кон сите, да ни донесе убавини и да има само добрини во овој свет. Бајрам Шериф мубарек олсун. Инаку Курбан Бајрам и годинава се одбележува во духот на традицијата, почита и семејните вредности. Празникот носи порака за хуманост, меѓусебно разбирање и грижа за оние на кои што им е најпотребно.